Со законски измени нема да дозволиме градоначалници да хибернираат со години и ништо да не работат, а да бидат на власт, вели председателот на ЗЕЛС Орце Ѓорѓиевски. Според него, алармантната состојба со градот Скопје и со градоначалничката Арсовска е најголемата причина да се направат итни законски промени за граѓаните преку референдум да можат да отповикаат градоначалник. Законското решение за локална самоуправа се предвидува да биде готово до март, а до тогаш да има широка дебата на експерти, градоначалници, председатели на совети и граѓанскиот сектор. Тоа е процесот кој што сме засегнати ние како градоначалници, но сите градоначалници едногласно го поддржуваме тој процес, затоа што за жал во државава, освен што во моментов не се случува градот Скопје и состојбата со градот Скопје, имаме и многу други неуспешни примери и приказни од минатото, каде што се чекало да поминат 4 години за на некого да му заврши мандатот. Согласно законската регулатива која што е во моментов, некој може да биде избран за градоначалник 4 години да ги помине во хибернација и ништо да не сработи за оние кои што му ја дале поддршката, односно му ја дале власта. Министерот Перински во гостување на Алфа телевизија најави сериозни реформи во локалната самоуправа. Меѓу нив е и референдумот за отповикување на градоначалници. И тоа е на истав со Ѓорѓиевски. Последниот збор за разрешување на градоначалници треба да го имаат граѓаните. Поентата е да на граѓаните им се даде дополнителен механизам да можат да одлучуваат во насока на тоа дали добро или недобро функционира општината, но и да се скрати комодитетот на градоначалникот. Јас како министар за локална самоуправа утре можам да бидам разрешен, премиерот утре може да биде разрешен, пратеник може утре да биде отповикан, но не може градоначалник не може по ниеден основ. Мислам дека тој комодитет не треба да го има ниту еден јавен функционер. Оваа иницијатива за законски измени произлезе по бројните поплаки од градоначалничката на град Скопје, каде изминативе години владее тотален хаос во главниот град. Криза со јавниот превоз, енормно загадување на воздухот, смени десетици директори на градски предпријатија, отпушти десетици вработени, предизвика сообраќајни катастрофи од национални размери, како и стотици тони насобран комунален отпад, кој за да не предизвика опасност по јавното здравје на скопјани, го чистеа општините. Додека на Арсовска полека но сигурно и изминува времето да се симне од пиедесталот на најнеуспешен градоначалник досега, едно останува како нејзино главно обележие. Тоа што нејзината работа направи за прв пат во Македонија да се размислува за закон со кој ќе може изберен градоначалник да биде отповикан од функцијата.